Не дозволувајте времето да ве изненади. Затоа бидете навремено информирани со Метео Велес. секогаш чекор пред времето. Четврток, 18 август 2022 година. Жешко надпросечно за овој период од годината. Потоа ќе има заладување. Денеска максималните температури ќе достигнат до 39-тиот, па може би 40-тиот степен на југот, Гевгелискиот, Валандовскиот регион. Ќе биде сончево, претежно, со мала локална умерена облачност, слаб до умерен ветер, некаде ветерот може да биде засилен. Тоа е што се однесува за времето во четврток. Одиме сега петок. Еве го петок. Утре максималните температури доки попладневните часови ќе достигнат до 42 степен. Ништо чудно и 43 степен да фати, меѓутоа во поголемиот дел од државата високи температури. Северниот дел од Повардарието ќе бидат 38, 39, па и 40 степени. Гледаме дека долж Повардарието, Штипскиот регион, Кочанскиот регион, Струмишкиот регион, Кумановскиот, Скопскиот регион, се надоле доки Кавадаречкиот регион ќе биде 40, за 2 степени ќе биде повисоко Богданци, Валандово, Гевгелискиот регион 42 степени. Портокалова фаза во државава, јас би рекол дури и темно портокалова, накај црвена фаза во текот на утрешниот ден. Издадени си повеќе препораки за лица на 60 години да не одат на работа, тоа е од Министерството за здравство и другите компетентни институции даваат препораки да не се излегува директно на сонце без потреба од кај 10-11 па до кај 17 часот. Тоа се значи оние вонредни временски прогнози и вонредни температурни бројки кои што се надпростични за овој период од годината. Многу топло. УВ индексот нема да биде премногу висок, меѓутоа ќе биде некаде 8-9. УВ индексот, ето тоа ќе биде за некаде до кај подосните попладневни часови, а потоа во текот на вечерните часови петок и во текот на следните денови ќе има нестабилно време, променливо време со локални врнежи, грмотевици, понекаде ќе има и појава на изразено нестабилно време со налик на невреме. Еве сега ќе ви прикажам, значи, и каде би имало локална нестабилност, налик на невреме. Знаете, сината боја послаби врнежи, зелената боја нешто појаки врнежи, жолтата и кафената боја уште по-изразени врнежи, порани врнежи, а додека портокаловата боја, темно портокаловата и она црвенкаста боја, виолетова боја, тоа значи дека таму ќе има и град, ќе има и олуј, што би рекло, нестабилно време со силен ветер, и затоа треба да се внимава. Значи тоа ќе се случува некаде од кај петок вечерните часови, но поизразено во текот на денот сабота. Одиме поред. Еве, гледаме дека постепено поизразено ќе биде во текот на денот сабота. Северните, западните, северозападните делови. Гледаме Скопскиот регион, Кичевскиот регион. Повторно некаде теквешијата ќе има нестабилно време, некако го затера ова лето. Жолто, зелено, кафеава боја, портокалова боја, грмотевици има западно од Велешкиот регион, па и Велешкиот регион, Тетовскиот регион, Битолскиот регион, Преспанскиот, целиот регион, Прилепскиот регион, Охридскиот регион, Југо западниот регион, потоа Струмишкиот, Радовишкиот регион. Значи да не ги набројувам са точно по секое место. Еве Комановско, Кривополанечкиот регион, Кочанскиот регион, Виничкиот регион. Затоа многу пати рекол дека ова се воздушни маси, не е воспа да биде поставен на шини, па да знаеме точно дека ќе дојде во Велес, па ќе заврти према Штип, па према Битола, према Гевгелија. Значи не може точно да се прецизира, точно да се прецизира на секој километар или на 2-3-10 километри, но затоа кога се вели, еве гледаме дека каде има грмотевици и гледаме
Секој си знае кој каде живее и локацијата си ја познава. Некој ако не знае неговата локација дали е на запад, север, југ, тоа е негов проблем. Еве гледаме дека нестабилно време. Сабота, недела и понеделник ќе има нестабилно време. Еве гледаме дека и во понеделник има нестабилно време. Можеби нешто послабо, но ќе има и врнежливи периоди. Ќе има доста дожд, поројни врнежи и реков за кратко време, за ала минут може да направи голема беја. Тоа се случи и во Кавадарци, тоа се случи еве и во Неготино и Вртлук, кој што сите мислеа дека е торнадо. Тоа е налик на торнадо, меѓутоа во наши услови ние вакви работи не сме навикнати да ги гледаме. А тоа е резултат на она силна, жешка воздушна маса што се случува во долните слоеви и она маса што иде од север. Што се однесува, рековме за температурите, прето дека ќе има пат на температурите, гледаме дека и во вторник има нестабилно време, некаде тоа ќе се случува до кај среда. Малку ќе има во среда, значи тука некаде до кај среда ќе се случуваат нестабилности, па и четврток некаде, значи во округло на ќоше што би рекле прогноза, тоа значи дека некаде до кај четврток би имало нестабилно време, променливо време, потоа малку постабилно време и ќе има порас на температурите. Што се однесува за температурите, некаде за периодот од кај сабота, недела, понеделник, вторник, среда, четврток, температурите ќе паднат многу ниско. Односно за подпростично, како што ќе бидат температурите надпростични денес и утре, подпростични пак ќе бидат во следните денови, значи сабота, недела, понеделник, вторник, среда, каде што температурите ќе паднат и под 30 степен, дури и ќе застуди. Ете, тоа е се што ви подготвив, почитувани, во следниве временски денови што ќе се случуваат на територијата на Република Македонија. Значи, топло, многу топло, па потоа ќе биде и студено, дори можем да речем, за овој период од годината, а тоа е навистина многу лошо, не само за хронично болните, метеопатите, сите оние кои што се чувствителни на нагли временски промени, туку и за здравите луѓе. Но што да правиме? Тоа е тоа. Толку од Метео Велес. Метео Велес.